Господин Перински, уште кога владата го најави проектот за поддршка на општините, кажа дека тој ќе биде транспарентен. Не дека некој ни ги криеше информациите кога се обидувавме да ги добиеме, но дали треба да има еден портал на кој што ќе може секој да следи какво е трошењето на средствата, по кои критериуми се добиваат средствата и до каде е реализацијата? Па генерално првиот јавен повик, како и вториот, беше максимално според нас транспарентно и објавен и менаџиран, практично и комунициран со сите оние кои што би биле потенцијални корисници на средствата, тоа секако се локалните самоуправи. Чисто на кратко ќе ве потсетам, јас некаде августи и септември сите градоначалници ги поканив да дојдат во фази нормално во рамки на владата за да им презентирам отприлика што би можеле да очекуваат и секако исходот од првиот јавен повик е транспарентно објавен на веб страницата на владата и секој може да види практично с која општина во кој износ добила средства и за кои намени, тоест за кои проекти. Станува збор сепак за жива материја која што се менува од ден во ден и практично динамиката во делот на реализација е многу тешко во реална основа да ја пресликате во еден портал. Ние секако правиме пресеци на месечна основа и тие пресеци транспарентно ги соопштуваме со јавноста. Да, ги има на сајтот на владата, меѓутоа дали може да се направи уште една графа каде што ќе се следи можеби процентуално реализацијата на секој од проектите? Најверојатно може. Не сме разговарале на оваа тема, добра е сугестијата, ќе ја разговараме во рамки на координативното тело и ќе видиме со каков исход можеме да излеземе. Но на крај на денот, повторно кажувам, и сега, и додека траат овие јавни повици, секогаш ќе можете да добиете транспарентна информација врз основа на едно јавување или едно интервју. Податоците покажуваат дека во првата фаза досега се подпишани договори во вредност од 75 милиони евра. Вие најавувате 100 милиони евра. Зошто овие 25 милиони евра не се потрошени? Па генерално првиот јавен повик беше позициониран до 6 милиарди денари, исто како што и вториот. Ние велиме дека вториот ќе бидат ставени средства до 15 милиони денари. Сепак евалуацијата ја праве евалуационите комисии во рамки на ресорните министерства и врз основа на оние два веќе познати критериуми се додели овој квантум на пари. Да не заборавиме дека во Министерството за транспорт има плюс уште една програма која што е некаде во висина од 900 милиони денари, која што е наменета исклучиво за локалната самоуправа во делот на реконструкција на патна инфраструктура. Дополнително тука се средствата кои што се наоѓаат и во Министерството за животна средина, така да на некој начин ние ја заокружуваме и повеќе од 6 милиарди денари минатата година во делот на поддршка на инфраструктурни проекти во делот на локалните самоуправи. Што се случува со вишокот средства? Вишокот средства нема вишок средства, значи оние договори кои што државата ги превзима практично како обврска врз основа на потпишувањето на договорите помеѓу до 100 милиони. Па имено тоа се трудев да ви објаснам. Значи тие да речеме програми кои што се финансираат преку останатите ресори, ако што не се во подпрограмата АА, практично и ќе ја надминат вредноста од 6 милиарди денари. Нема да се лимитираме на 6 милиарди денари. На крај на денот и во вториот јавен повик, ние не можеме од старт да кажеме дека ќе имаме проекти во висина до 15 милиарди денари. Можеби во моментот локалните самоуправи ќе бидат подготвени да аплицираат со 13 милиарди, можеби ќе бидат со 17 милиарди. Значи се тоа ќе го видиме на крај како исход што ќе излезе. Не можевме да ја провериме реализацијата на сите речиси 300 проекти од првиот повик, но за репер ги зедовме 5 општини кои што имаат добиено најмногу средства. Зошто трошењето на парите оди толку тешко? Затоа што трошењето на пари и во првиот, и во јавниот, и во вториот јавен повик ќе се базира на извршена ситуација, тоест на прва времена ситуација. Како ќе се завршат фазите во делот на реализација и имплементација на проектите, така ќе следуваат тие времени ситуации врз кои што ќе од централниот буџет ќе се префрлаат оние наменски средства за локалните самоуправи. Претпоставам дека тој процент во моментот е низок заради тоа што ние некаде кон крајот на ноември го затворивме првиот јавен повик, потоа локалните самоуправи имаа обврска да интервенираат во делот на ребаланс на буџет, во делот на измена на програмите, потоа да објават јавни набавки за избор на изведувач и потоа влеговме во зимските месеци каде што не беше возможно практично градежна офанзива и во таа насока претпоставувам дека самиот процес беше екстензиран, да не можат веднаш да се воведат во работа и претпоставам дека во периодот кој што ќе следи
ќе се интензивира оваа реализација во дел на ефектуирање на буџетски средства. Добро, малку за самите проекти. Ако се погледнат, станува јасно дека скоро сите се улици, водовод и канализации, најголем дел од нив. Би се согласили со укажувањата дека кога веќе владата доделува средства и поддржува проекти, тоа треба да бидат капитални развојни проекти, а не секојдневни обврски на општините кои што треба да се ги извршуваат како локална самоуправа? Генерално, ние и првиот и вториот јавен повик ги позициониравме на овој начин заради тоа што во изминатото видовме многу погрешен пристап во насока на поддршка на локалните самоуправи. Првиот, како еден пример ќе го споменам, тоа беше покривањето на загубите кој што стимулира неработење, напротив, не стимулира вредност. На крај на денот имавме и ситуации каде што централната влада наложуваа на локалните самоуправи што треба да се направи, а па локалните самоуправи генерираа незадоволство заради тоа што нема некој кој што подобро ја знае состојбата во рамки на една општина од градоначалникот, советниците и на крај на денот граѓаните. Затоа ние го оставивме овој комодитет во наводници да го имаат локалните самоуправи преку извршните власти на локално ниво за да можат да стимулираат одреден степен на раст и развој во рамките на своите општини кои што ги раководат врз основа на потребите кои што им се наметнати од граѓаните или кои што им ги бараат, да речеме, некоја одредена бизнис заедница која што сака да инвестира во нивниот крај. На крај на денот еден пат да се направи во било која општина може да стимулира поголем бизнис развој во таа општина и затоа сметаме дека тие се тие кои што најдобро ги знаат параметрите и потребите кои што им се неопходни за да можат соодветно да ја развиваат својата општина. Така, меѓутоа и некои од градоначалниците сметаат дека тоа треба да бидат тековни обврски на општините, реконструкција на улица, доградба на водовод и така натаму, а овие средства да се користат на пример за изградба на цело училиште, за пробивање на нова улица и така натаму. Сте разговарале со некој од нив на оваа тема? Апсолутно дека сме разговарале, на крај на денот од сите градоначалници, повторувам, од сите, без разлика на од која политичка партија, доаѓаат се презадоволни од оваа мерка заради тоа што, повторно ќе кажам, тие се тие кои што најдобро знаат во која насока треба да ги инвестираат. И на крај на денот, можеби делумно да се согласам со констатацијата дека и државата треба да интервенира во која насока можеби би требало да се развива образовната мрежа, можеби мрежата на градинки и така натака, но на крај на денот, ако ние димензионираме од централа, можеби во дел на параметрите кои што им се потребни на самите локални самоуправи, ќе изместиме, ќе поместиме и нема да соодветствува во целост. Затоа рековме, имате средства на располагање, направете она што е најцелисходно за вас. И овие мерки не може да траат до недоглед. Ние мораме да поставиме механизам кој што на самите локални самоуправи ќе им даде комодитет согласно можноста да си прибираат сопствени извори на финансирање, значи тој параметар и тој капацитет да им го подигнеме и овие средства кои што ги добиваат од централната власт на крајот на денот да можат сами да си ги заработуваат во иднина. Тоа е значи крајната цел. Од податоците што ги прибравме се гледа дека се водело сметка да се добие иста сума по глава на жител во општините, а тоа е околу 2700 денари, ама има општини кои имаат значително помалку од оваа сума. Две општини не добија, има неколку општини кои што се на дното на листата со 1500 денари по глава на жител, колку што чинам. Скоро сите тие општини се со градоначалници од опозицијата. Како се погоди баш така? Па видете, еве да кажем општина Центар која што исто така со градоначалник од опозиција доби 90 милиони денари за реконструкција на салата Градски парк, тоест на салата на кошаркарскиот клуб работнички. Немаше овде селективен пристап. И тоа може да го потврдат овие бројки кои што пред малку ги говоревме. Во суштина, но на пример општина Кичево мислам дека има 1500 денари по глава на жител, додека просекот е 2700. Зошто е така тоа? Не можеме ние повеќе да ги мотивираме градоначалниците од ова што им го ставаме на маса за да го искористат. Ако градоначалникот немал спремен проект или не аплицирал согласно вториот критериум сега зборам, не аплицирал на време, ние не можеме со сила да направиме ништо. Имаат на располагање средства кои што треба да ги искористат. Од една страна, пер капита факторот е секако ограничувачки во дел на максимум, не во дел на минимум, но од друга страна, ако нема релевантен проект кој што некој ќе ни гарантира дека истиот ќе се реализира во догледно време, ние не можеме да одвајаме средства за тие општини. Уште од самата промоција на оваа идеја, владата да поддржува инфраструктурни проекти на општините, има критики дека целиот овој проект е за заекнување на позицијата на владата пред локалните избори. Кои се вашите аргументи дека тоа не е така?
насмевката на лицата на граѓаните. Долго време во оваа држава не се креираа мерки кои што се одржливи и кои што влијаат на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Ние сме постојано на терен и со караванот кој што го нарековме каде што срцето е дома, и тој караван нам ни овозможува од една страна да го видиме креаторот на локалните политики, градоначалникот и советниците, и од нивна страна слушаме со какви предизвици они се соочуваат во дел на собирање на сопствени извори на финансирање, потреби и така натак, но од друга страна отворено разговараме и со граѓаните. Нема ниту еден аргумент кој што директно или против или во насока на критика е насочен кон оваа мерка. Зашто? Заради тоа што после навистина долго време се подобруваат условите за живот во рамки на сите локални самоуправи во Република Македонија. Во тој контекст го знаете веројатно разговорот меѓу граѓаните што често го прават, нека има секоја година локални избори, барем ќе се гради нешто. Ова година е изборна. Можеме ли да очекуваме, како многу пати што сме гледале во сред кампања или во почнување на изборните рокови, тогаш да се фрлат лопати, да се сечат ленти, да се пушта во употреба багири на терен и така натаму, што секако влијае врз изборот на граѓаните за кого ќе гласат? Јас неколку пати веќе ова го споделувам во јавноста и навистина мислам и верувам во тоа дека Македонија нема веќе нема комодитет, ниту еден ден повеќе да изгуби во непродуктивна политика. Овие граѓани овде како што живеат и творат во рамки на цела територија на нашата држава се уморени од гола политика и од креирање на политички циркус. Замислете ние да треба да чекаме да во изборна година не смееме да сработиме ништо. Ние имаме 4 годишен мандат и планираме да го искористиме секој еден ден за да го подобриме и подигнеме квалитетот на живење на граѓаните. Нено да ги следите роковите и законските надлежности. Апсолутно, тука никој не спори. Добро, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на можноста.